Што е наактуелно, знаеме? Дуи ги повлече министрите. Да. Откако ги повлече, ги предложи новите. Да, има нови министри во владата. Од нив дури четворица имаат помалку од 30 години. Помалку од 30 години, тоа не е заплус, пријателе. Така е, млади кадри го викаш. Запрашан зошто се одлучил за толку млад кадар, Али Ахмети одговори за да има кој да го дружи да ме спасо. Па немам другарчиња во влада. Све се старци. Неодамна почина Заха Хадид. Била со одлично здравје и затоа сите беа изненадени од смртта на една од најголемите архитектки на сите времиња. Се шпекулира дека починала откако видела слика од Скопје 2014. Само мен. Само што ми јавуваат не е вистина, не починала од тоа, починала од како ги видела фактурите за Скопје 2014. Јас во Лондон да работам за 5 пати помалку. Илон Маск, пронаоѓачот милиардер, објави дека покрај новиот Тесла 3 автомобил ќе има и друг новитет, моделот Тесла СК. Овој модел ќе биде адаптиран за возење низ Скопје, односно ќе може сам да претекнува на дупла лента и ќе пцуе мајка на дури 10 јазици. Сузана Турунџиева им се обрати на младите преку Facebook и ги посоветува девојките дека убавината не доаѓа од премногу шминка или тоа каков бренд облека или телефон имаат, туку одвнатре. И навистина тоа е една прекрасна порака на која младите одговорија. Која е Сузана Турунџиева? Таа да не беше на Кралот Маленко трети. Харисон Форд и Стивен Спилберг објавија дека ќе снимаат пето поред продолжение на Индиана Джонс. Тоа е добро. Иако Харисон има речиси 80 години, тој сепак уште еднаш ќе го глуми најпознатиот професор археолог. Со оглед на тоа дека се работи за 80 годишен професор, предпоставуваме дека во овој дел Индиана Джонс им најавува на студентите дека ќе дава потписи во вторник од 3 до 4, но сепак и вака и така не доаѓа. Ќе се вози во автобус во вторник и петок. Познатата згодна водителка Николина Пишек на Инстаграм напиша, баш под оваа слика долу, дека некој човек ја запрел и ја прашал дали е маж. Инаку, ова не е прв пат позната балканска убавица да добие исто вакво непристојно прашање. Верували или не, пред само 3 месеци, исто во ова му се случи на Боки 13. Да, го праша. Извини, маж? Северина се облекла многу провокативно за настав во Минхен. Еве овде. Да. Ово изглед на пејачката воопшто не му се допаднал на нејзиниот нов сопруг. Па дури тој се налутил и не и правел муавет. Ако ова толку многу го вознемирило кутриот сопруг на Северина, тогаш му предлагаме никако и никогаш да не го гугла името на жена си. Никако! Out of the question! Син му на кеба? Да, најпознатото селфи на Балканот. Наместо да се слика со најзгодните манекенки, како и досега, Оскаровецот Леонардо Ди Каприо овој пат се сликал со орангутан. Ди Каприо потоа порача да посветиме повеќе грижа за животните, а орангутанот ја порача песната од Титаник и му рече крени ме, Леонардо. Ди Каприо тој доле. Не мислам да не. Како е во светот? Во светот најпопуларни се глумци, старлети, манекени, манекенки, поп-пејачки, не знам.
Кај нас во моментов најпопуларни се Катица, Јанева, Фатиме и Ленче. Абе, мали деца знаат која е Фатиме. Мајка ми ми ја пушта Фатиме на YouTube кој ќе неќам да јадам. Пит ти материна, ке ти пукам со пиштол, ќе јадам. Знаја му сакам. А Ленче со тој гласот која ќе зборне, Значи си викам само зборувај ми, Ленче, прави го тоа. Сега ќе ви представам кој ќе легне, јас ќе легнам. Шега на страна, на вистина се супер звезди и толку многу влијаат некако на општеството што мислам дека кај да е за некоја година и народните поговорки ќе се променат заради нив. Например, на ведната глава Катица не ја сече. Или џабе апси, џабе не седи. Или убавата обвинителка затворски порти отвора. Ама искрено да ви кажам, значи ова е најискрено. Катица Јанева ме потсеќа на оние наставнички нешто ни пишуваа кецови, ама со смеење што ни ги пишува. Сега ние ќе отвориме истрага. И ќе апсиме луѓе. Баш како за во филм. Хорор филм. И Ленче од таму, нели, се убацува. Јас сега се ќе објасним. Дали има некој прашање? Јас имам. Што сакаш ти изборувај? Зашто сакаш да ти за било што? За запсење, за затвори, за закони, за членови во закони. Зашто сакаш? Цртај ми на графикони ако треба, само зборувај ми. Фатиме кога ќе се појави, нели она после доаѓа на ред. Она кога ќе се појави, мене нозете ми се сечат луѓе, да ви кажам право, да. Ленче ако ме возбудува, знаеш, од тоа зборењето така како хотлайн малку ми е, ова не. Па кога ќе почне да цитира, го легнаа на земја и му рекоа: "Ке те пукам со пиштол во уста, ке ти пукам со пиштол, пи***о, ова ти е поздрав од шефот." И тука нормално секогаш е Љупчо Златев. А становите? А киријата на Радмила? Не, замислија Фатиме дома каква е. Па тешко на маши бе луѓе. Што мислите, тоа лесно е да се живее со Фатиме? Влегува Фатиме дома, маши. Здраво срце. Еве по втор пат ги мијам садовите, сакам да ги светнам како ти што сакаш. И таа му вика: "Те поздравувам според член 126 од законникот." 126. Што беше тоа? Да, и го рибав и вецето преска го рибав, да. И Фатиме му доаѓа: "Каде е нашиот пород? Каде е синот наш?" Мислам дека е во другата соба, не знам. "Сине, тебе ти говорам, сине. Каде си?" Замислија со комшивката Фатиме си седат си прават муавет. Еве, само што ручавме компир, манџа и супа од петел. И синот наш не сакаше да јаде. Му реков: "Ке те пукам со пиштол, пиз...